Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит нека ни е трострокиот Илинден, почитувани слушатели, победата во 338 година пред нашата ера врз така наречените Грци во Херонеја, Илинден 1903 година, Илинден 1944 година. Истовремено и честити нека ни е религиозниот празник Илинден, односно Светилија, како и Света Петка, која е на 8 август, и Свети Климент Пантелеймон на 9 август. И сите оние кои го носат името на сиве овиец светци, нека им е честито и вечно. Посебно среќен роден ден на мојата внука Мила Белчевска и на моите сакани пријателки Мица Кочуска и Олга Марковска, кои се родени на 8 август. И додека денес македонската комуна го празнува големиот македонски национален празник Илинден со пикник и богата програма, каде како специјален гостин е председателот на единствената македонска политичка партија Македонска алијанса за европска интеграција Васил Стериовски, ние празникот Илинден ќе го одбележиме во нашава вечерашна наша емисија. Па најпрво со илинденскиот поздрав до сите вас, мои браќи и сестри македонци. Gledaj prekrasno sino jezero, ovde ljubav te nema granici. Gledaj livada, cvetna ravnina, ovde bre pesma daje od davnina. Za mnogo godini Makedonci kade i da ste, za mnogo godini moj narode na Makedonija. So ljubav svega da nazdravi me, ljubav golema, za vešna da i vide srekata na Makedonija. Ej, ljubav golema, ej, i
gore. Ovde vino to duši otvori, ovde molite se za ljubenje. Momčina vreme to ne zagubenje. Sa mnogo godini Makedonci kaderi rasne. Sa mnogo godini moj narode na Makedonija. So ljubav svega da nas zdravi me, ljubav golema. Za vešna da i vide srećata na Makedonija. Ljubav golema, i neprebolena. Ljubav golema, za Makedonija. А сега да одиме и со прилогот за празниците Свети Илија, кој беше вчера празникот, Света Петка кој е на 8 август и Свети Климент Пантелеймон на 9 август, а вие повелете во сите македонски православни цркви на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Пред да одиме со прилог, да спомнам дека за вашите семени слави, крштевки, родендени или било какви манифестации, на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Телефонот е 416-421-7451. Исто за религиозните денови или во недели, повторно повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Кога зборуваме за црквите, да спомнам дека црковната управа при Свети Димитрија Солунски од Маркам со председателот Жан Стојчевски ве поканува да дојдете на овогодишниот фестивал што ќе отпочне на 8 и 9 август од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ, а пак на 10 август ќе биде од 12 часот напладне до 1 часот после полноќ на Мейн Стрит во Маркам. Со богато јадење, нашата култура таму ќе се презентира и уште што ли не. Сепак исто ќе биде и убавата македонска музика, значи песна и оро низ целата вечер. Повелете, дојдете 8, 9 и 10 август. А сега да одиме со прилогот најпрво за празникот Свети Илија. Свети Илија, еврејски пророк кој живеел во 9 век пред нашата ера на просторот на денешен Израел и Палестина. За неговото дело пишува во Стариот Завет, Новиот Завет, Толмудот и Куранот, што значи дека е почитуван во сите аврамски религии, како јудизмот, христијанството, исламот, бахајството, јеховите сведоци и мормонството. Пророкот Свети Илија зазема значајна улога во религиите на христијаните и евреите, а се спомнува, како што реков, и во Куранот. За него најмногу е напишано во 3-та и 4-та книга Царства, а помалку во 2-та книга Паралимпонон и книга на Малахија. Пророкот Свети Илија се појавува во 3-та и 4-та книга Царства како Илија Таштивитјанот, што неверојатно посочува на неговото родно место Тишве, за да го насочи својот еврејски народ кон вистинскиот Бог, бидејќи дотогаш народот потпаѓал под влијание на Езавел, сопругата на царот Ахав. Според верувањата, кога Свети Илија се родил, неговиот татко Савах видел ангели околу детето, како го повиваат во оган и му дават да јаде пламен. Името
Илија во превод значи мојот Бог е Јахве, а може би му било додадено подоцна поради неговите проповеди. Младоста е поминал во пустината, проучувајќи ја молитвата и религијата. Неговата главна одлика е тоа што верата ја ширел многу брзо и без страв. Во тоа време на тамошните простори била развиена многу и феникиската вера, поддржувана од самиот цар. Со неговите јавни настапи тој предизвикувал големи нереди по целиот Израел. Инаку, во Новиот Завет, кога Јован Крстител Исус Христос ја проведале својата вера, некои евреи сметале дека некој од нив е и самиот свети Илија. Исус Христос вели дека Јован Крстителот е Илија, кој ќе се појави на големиот и ужасен ден, како што предвидел самиот Малахи. Свети Илија и Мојсей се јавиле на Исус Христос на денот на воскреснувањето. За последен пат свети Илија се спомнува од страна на Исус Христос на крстот, кога оние пред крстот сметали дека го вика Илија на помош. Свети Илија е единствениот пророк кој на небото воскреснал жив. Тој е еден од најзначајните светци во христијанството. Во народното твориштво, пак кај нашите народи, македонците и сите словенски народи, светецот Илија добил особини од словенската, односно македонската митологија. Бидејќи библиското предание вели дека се искачувал на небото во огнена кочија, старите македонски народи со словените исто го поистоветувале Илија со врховниот бог Перун во својство на Перун громовник. Тој создал молни, громови и бури и поради истите особини е наречен Илија громовник. Поради неговата моќ да предизвикува бури, понекогаш свети Илија трпи непријатности. Например, во кавказската бајка Сончевата ќерка, еден човек чија сестра е омажена за сонцето, го посетува за својот зет за сестра и таму се го среќава свети Илија, кого го претепува, а потоа и го ослепува, затоа што светецот му пуштил град со кој му го уништил житото. Инако, да спомнам дека во историјата свети Илија е спомнат исто и како богот на сонцето. А пак сега да одиме со Света Петка. Знаеме дека Света Петка, постојат две Света Петки, едната на 27 октомври, а другата е на 8 август. Света Петка, позната и како Света Параскева и како мајка Параскева, светителка од градот Епиват, кој се наоѓал помеѓу Силинварија и Цариград. Таа е родена кон крајот на 10 век, во петок, денот кога евреите се подготвуваат за празнување на празникот Сабат, односно сабота. Затоа нејзе и го дали името Параскева, што значи подготовка. Родителите и биле богати христијани од македонско потекло, а освен Петка имали еден син Ефтемиј, кој за време на животот се замонашил и подоцна станал епископ Малицки. Инаку да спомнам дека самиот празник посветен на Света Петка е на 27 октомври. На иконите на кои е прикажана ова светица најчесто стои надписот "Верувам во еден единствен Бог и во Светото Тројство". Еден од обичаите кои се практикуваат на празникот на Света Петка е петтолебие, кога луѓето носат 5 лепчиња во црква во спомен на настанот од Библијата кога Исус Христос со 5 леба нахранил 5000 луѓе. При тоа 5 лепчиња се осветуваат, при што едно му се дава на верникот, а 4 остануваат во црквата. И да одиме со празникот Свети Климент Пантелеймон. На 9 август се празнува споменот на Свети Климент Охридски, кој е упокоен на овој ден 916 година. Исто така на овој ден се празнува и споменот на светите седмочисленици. На овој ден Светата православна црква го празнува и споменот на големиот исцелител Свети Пантелеймон. Имен ден празнуваат Пантели, Панде, Пане, Панка, Панче и така натаму. Инаку, овој Свети Пантелеймон бил многу популарен лекар што лечел од разни телесни и душевни болести. Кога умрел и татко му
имотот го разделил на сиромасите, а тој лечил бесплатно. Особено внимателно ги лекувал христијаните што имале рани од мачењето. Поради завис од лекарите бил наклеветен кај царот, кој одговорил дека ниту по цена на живот нема да се откаже од својот единствен Бог Исус Христос. За да му докаже на царот кој е вистинскиот Бог, побарал од царот еден безнадежно болен што требало да го лекуваат идолските жреци, односно лекарите неверници. Откако тие не успеале да го излекуваат Пантелеймон и над него го повикал името на Исус, пошто болниот веднаш оздравел. По тој настан популарноста на Пантелеймон уште повеќе пораснала, а многумина поверувале во Исус Христос и се крстиле. Тоа пак уште повеќе ги разгневило лекарите кои од царот побарале да го погуби за да не привлече многумина во христијани. Поради тоа бил мачен, бесен, гребан по телото со остри предмети и горен со оган, а потоа фрлен во казан со растопено олово, но сето тоа јуначки го поднесол. Најпосле царот наредил да се исече со меч заедно со свештеникот Ермолај. Откако бил осуден на смрт, не со страв, туку со радост тргнал кон губилиштето, пеејќи ги Давидовите псалми. Потоа клекнал да се моли, а во тоа време джелатот замавнал во сабјата и го удрил по вратот, но на општо изненадување на насобраниот народ, сабјата се искршила на безброј делови. Додека се молел Пантелеймон, джелатот не можел да го погуби, иако повеќе пати се обидувал. Дори потоа, откако ја завршил молитвата, самиот побарал да го погубат. Тоа се случило во родното место Никомидија на 27 јули по стариот календар, односно по католичкиот или григоријанскиот календар на 9 август 305 година. На Света Гора има голем манастир посветен на Свети Пантелеймон, во кој според преданието се наоѓаат дел од моштите на светецот. Во Македонија впечатливи градби посветени на Свети Пантелеймон се Свети Климентовата црква на Плаошник во Охрид, потоа црквите во Горно Нерези, Скопско, во Велес, манастирите во Кочанско, Штипско и други места. Ете, тоа беше околу прилогот на овие три светци: Свети Илија, Света Петка и Свети Климент Пантелеймон. А сега да одиме со прилогот околу самиот наш празник Илинден како национален празник. Големо името Македонија, рече познатиот писател и академик Блаже Коневски. Затоа секој сака да не грабне. И навистина, потполно бил во право Коневски што рекол така. Македонија и македонскиот народ, што најпрво како пелазги и пајонци се појавиле на оваа планета, може би први во светот, а дефинитивно први во Европа, што тогаш се викала Зета Македонија, а пак денешниот Балкански полуостров, Македонски полуостров, додека пак Јадранското море се викало Македонски залив. Што остана од сето тоа? Големиот македонски крал Филип II, кој ги победи атинјаните, а не грците, зашто до 1832 година не постоја никакви грци. Тој во битката на Херонија во 338 година пред нашата ера ги победи, а тие се заколнија во Бога и сите богови и ветија дека верно ќе му служат на Македонија, на кралот Филип и на македонците. Но не случајно, во Грк, како викаме, никогаш да немаш верба. Но да дојдеме до пред некои стотина години пред нашата ера, кога македонскиот народ беше под отоманското робство. Дига многу востанија, но без успех. Како што беше крестенското востание, Карпошовото и многу други, се додека во 1903 година македонскиот народ не се дигна на вооружено востание.
Настана нови поделби на Македонија и сите тие 4 дела под окупација на новоформираните соседни држави. Македонскиот народ не мируваше. Во нивната крв струеше омразата према окупаторот, а и мислата за ново вооружено востание, кој отпочна во Прилеп и Куманово во 1941 година, но сега под големиот фашистички окупатор. Македонскиот народ беше меѓу првите, заедно со рускиот и српскиот народ, кои се спротиставија на фашистичкиот окупатор, во кои меѓу другите беа и Грција, Бугарија и Албанија. Така во 1944 година во манастирот пак Прохор Пчински го одржа првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија АСНОМ, како што реков, со нивната борба на партизаните. Илинденското востание представува најзабележителна страница во историјата на македонското национално ослободително движење. На Смилевскиот конгрес во мај 1903 година била донесена конечна одлука за кревање на вооружено востание против османлиската власт во Македонија во текот на 1903 година. На конгресот бил избран главен штаб од 3 рамноправни члена: Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, кои требало да го определат и датумот за почеток на востание. Бил усвоен и востанички дисциплински устав, со обврска и сите револуционерни околии да одржат своји собранија со конкретни задолженија. Били извршени обсежни подготовки за кревање на оружено востание. Се собирали и складирале храна, лекови и оружје, како и се изведувале разни вежби. Главниот штаб реши востанието да почне на 2 август 1903 година. Воедно било напишано циркуларно писмо со кое се известувале сите раководства и народот за донесеното решение. Браќа, најпосле веќе дојде денот што толку многу го чекавме за да се расправиме со нашиот душман. Крвта на нашите невини загинати браќа од турската тиранија вика високо за отплата. Погазената чест на нашите мајки и сестри бара да се обнови. Доста толку маки, доста толку срамови, илјада пати подобро смрт, отколку срамен и скотски живот. Тргнете браќа по вашите началници на тој ден и соберете се под знамето на слободата. Бидете упорни браќа во борбата. Само во упорноста и во долготрајната борба е нашиот спас. Нека го благослови Бог нашето праведно дело и денот на востанието. А сега да одиме точно со 1944 година.
Благодарение на безалтернативното учество во антифашистичката народно-ослободителна борба во текот на Втората светска војна, македонскиот народ го извојува своето право на државност. Во тој грандиозен миг од македонскиот 20 век, особен печат дадоа личностите, прекалени од претходните борби за национална и социјална слобода на македонскиот народ. Личности кои има различни идеолошки определби, но кои во тоа време борбата за национална слобода ја поставија над сите други идеолошки и политички цели. Прогласувањето на Демократска федерална Македонија на 2 август 1944 година и изборот на президиумот на АСНОМ представува голем историски чин во борбата за државност на македонскиот народ. Другарки и другари народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки, од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплускујате целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10 вековни робски срам, од пропасти на Самоиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многубројни народни герои, паднали и посејали коските си по цела Македонија, им стануе полека, и они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода. Гледаат идеална дружба на старите илинденци, на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска, и поставените темели за остварението на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна, обединета Македонија. Во рамките на Федеративна република Југославија, Македонија, но за жал само еден дел што беше ослободен од окупаторот, а тоа е Вардарскиот дел, заедно со другите републики во тогашна Федеративна република Југославија, беше држава во склоп на Социјалистичка Федеративна република Југославија се до 1991 година, кога на 8 септември стана независна држава Република Македонија. Крајот на 80-тите и раните 90-ти години на 20-тиот век донесоа големи промени во светот, а особено во Европа. Со падот на Берлинскиот зид почна да се испишува нова европска историја. Заврши студената војна. Заедно со зидот, под налетот на демократските сили, паднаа и комунистичките режими кои половина век го делеа континентот на два дела. Во тие големи чекори, кон освојувањето на демократијата се вклучи и Македонија, започнувајќи го патот кон самостојна и суверена држава, надвор од Југословенската федерација. На 25 јануари 1991 година Македонскиот парламент ја усвои декларацијата за независност на Република Македонија, пошто следуваше и одлуката за распишување референдум. На 6 август 1991 година Собранието на Република Македонија со акламација донесе одлука за распишување референдум на кој граѓаните на Републиката требаше да се изјаснат за прашањето. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Вака формулираното прашање беше поставено пред се поради фактот што Југословенската народна армија се уште се наоѓаше во македонските касарни и низиниот врв размислуваше со силата на оружјето и заплашување да го спречи неизбежниот процес на распаѓање на самата федерација. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Од вкупно запишаните 1.494.626 гласачи гласаа 71,85%, а од нив дури 95,32% се изјаснија за формирање самостојна и суверена држава. Врз основа на резултатите на референдумот, кои ја отсликуваа желбата за независност на граѓаните, Собранието го заокружи процесот на осамостојување на Република Македонија. По ова изјаснување,
на 17 ноември 1991 беше донесен и изгласан првиот устав на суверена Република Македонија, а следниот месец на 19 декември 1991 година во Собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Неколку месеци подоцна, ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а на 18 август 1992 беше формирана и армијата на Република Македонија. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денар, на 26 април 1992 година. На овој начин, 8 септември 1991 година останува да се памети и да се празнува како датум на кој беше формално почната и остварена историската цел на нашиот народ. Овој датум означува реализација на идеалите и копнежите на генерации македонци кои ги посветија и ги дадоа своите животи во вековната борба за формирање самостојна македонска држава, во која конечно македонците, заедно со другите граѓани кои се дел од заедниците во Македонија, ќе може да живеат слободно и самостојно. 8 септември е ден кога се слави независноста на Република Македонија. Почитувани мои браќа и сестри македонци и македонки, нека во брзо време зазвонат камбаните во македонските православни цркви за да ја означат слободата што и во овој 21 век имаме нови окупатори, НАТО и Европската Унија. Нека прангите се искинат, а Европската Унија се сруши како кула од карти, за да никогаш повеќе не постои таква каква што е нацистичка, фашистичка, а најмалку или никаква демократска Европска Унија. Нека сите држави, народи се соединат во БРИКС за да се види вистинската слобода и мир на овој свет, а Македонија да ја видиме обединета. И повторно да одиме со песната "Кој душман ќе влезе, нема жив да излезе, земјо македонска". Zemljo makedonska, uvažavam te. Zemljo makedonska, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, zemljo turskoraca Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo makedonska, zemljo
Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Од собственичките на цвеќарата Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, до целиот македонски народ им го честитаат празникот Илинден, за да идните Илиндени бидат повесели и со обединета Македонија. А сега да одиме со една роденденска честитка. Честитката е посветена на нашата сонародничка Мица Кочовска. Па да чуеме. На 8 август се роди ти, мила наша сестро Мица Кочовска. Но среќата те однесе далеко, далеко од нас, во далечна Канада. 8 август е денот празничен, твојот роден ден, мила наша сестро Мица. Ако не можеме поинаку, решивме барем со еден скромен дар, ние, братот Борче, сната Стојна, исто така сната Радка Митрески и сестрата Јованка Рисомаровска, сите со своите фамилии, да ти пожелиме уште многу, многу вакви родендени да ти се честитаат, а ти да си во добро здравје, заедно со твоите синови Джими и Баби, со сопругата Ребека и внучињата Едвард и Сирил Кочовски, кои од срце ги поздравуваме, а ти да си дочекаш радост од тие твои златни внучиња. Песнава "Добре дојде, сестро мила", нека те подсети на твоето доаѓање во минатите години и нека те врати со мислите кога од срце ти посакувавме добродошлица меѓу сите нас, но и желба да се видиме како некогаш и заедно прегрнати сите да запееме, среќни и весели, со надеж за повторно видување меѓу нас. Уште еднаш, честит роден ден, мила наша сестро Мица Кочовска, и поздрав до сите вас од твоите најблиски роднини и пријатели од Македонија. Мица, уште еднаш, честит роден ден. Sestro moja, site rodnini
еднаш сите да се збереме. Ајде сега една наша да запееме. Ајде сестро да запееме заедно на глас. Пуста да е тугина што не дели нас. Ајде сестро да запееме како некогаш. Песна да не сближува, еј за секогаш. Ајде сестро да запееме заедно на глас. Пуста да е тугина што не дели нас. Ајде сестро да запееме како некогаш. Песна да не сближува, еј за секогаш. Песна да не сближува, еј за секогаш. Да ги чуеме новините од Македонија. Централната манифестација за одбележување на 122-та годишнина од Илинденското востание се одржува токму овде во Крушево. Присутна на ова манифестација беше председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Таа во својот говор пред присутните рече дека ние не сме стебло без корен. Нашата република е втемелена во млада Европа, но и европската пролет на народите. Ова одовде го порача токму председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во својот говор таа порача дека ако на некому му биде речено дека доаѓа од млада држава, треба да одговори дека сме чеда на гоцевата визија за обединета Европа и за светот како поле на културен надпревар меѓу народите. Како што рече Давкова, државата не се откажува од членството во ЕУ, бидејќи државата и географски, и културно, и историски припаѓа на Европа. Еве незината изјава. И затоа, на оној што ќе ни рече, вие сте млад народ со млада држава, ќе му одговориме дека сме чеда на гоцевата визија за млада Европа, обединета Европа и за светот како поле за културен надпревар на народите. Колку и да ни е тешко, не треба да се обесхрабруваме од пречките и препреките. Сме обстоиле и сме надминале и потешки проблеми. Не сме сами. Имаме пријатели демократи кои го почитуваат нашето право на национален и културен идентитет, на граѓански дигнитет и интегритет, зашто и самите го сакаат и уживаат. Верувам во нивната поддршка и помош. Тие не се плашат да укажат и да се спротистават на двојните стандарди и на анахроните обиди за ревизија на историјата. Ние не се откажуваме од природниот пат кон членството во ЕУ. Од секогаш сме дел на Европа. Географски, историски, културно, зашто да не и политички. Едноставно, ние, балканските народи и нации, сме биле, сме и ќе останеме европејци.
Да, според председателката Силјановска Давкова, во изминатите години во државава е забележана ендемска корупција, слаби институции, организиран криминал и, како што рече, моќни поединци, па додава дека токму несанкционираната одговорност го руинирала судството, животната средина, но и меѓучовечките односи. Порача дека е време за промена на состојбите. Еве и оваа изјава. Време е за нова пролет на нашата Македонска република, за навраќање на републиканските корени. Што значи тоа? Македонските граѓани од својата република очекуваат барем две нешта: слобода и правда. Кога зборувам за слобода, не мислам само на политичката, туку и на економската, на академската, на културната, на социјалната. Кога зборувам за правда, не мислам само на правосудството, туку и на социјалната, еколошката и на генерацијската правда. Не смееме да изумиме дека предуслови за слободата и за правдата се владењето на правото и еднаквоста пред законот. Ако се повикуваме на Крушевскиот манифест, мора да бидеме верни на неговата основна идеја, дека со животот меѓу различните се гради само во присуство на правда и на слобода. Затоа мора да го искорениме плевелот на корупцијата и на криминалот. Никој не смее да биде недопирлив, независно дали е поранешен или актуелен политичар или функционер, судија или влијателен бизнисмен. За правдата да биде неселективна и навремена, потребни се забрзани и длабоки реформи во правосудството, а тие почнуваат со европска правна рамка, но и со европски критериуми на регрутирање, како и со европски стандарди на функционирање и одговорност. Во својот говор, председателката се осврна и на состојбите во Европската Унија. Рече дека државата останува посветена на ЕУ интеграциите и, како што кажале европските челници, таа да стане дел од европското семејство до 2030 година. Укажа дека недозволиво е билатералните спорови да се пречка за евроинтеграциите на една држава. Ја гледаме и оваа изјава. И денес забележувам остатоци од старата Европа, уморна од проширувањето понекогаш, која што од нас бара храбри одстапки под наводници, без да има храброст да им се спротистави на двојните стандарди. Европа која што понекогаш дозволува и на некои членки им дозволува билатерализација на нашата интеграција и толерира блокади поради идентитетски историски прашања. Европа која што понекогаш ги менува правилата на игра по барање на членка или среде игра. Европа која понекогаш го толерира заобиколувањето на основните вредности и принципи вградени во фундаменталните документи: договорот за ЕУ, Лисабонскиот договор, повелбата за фундаменталните права. Иако конститутивните акти ја обврзуваат Унијата да ја почитува европската богата културна јазична разновидност, националниот и културниот идентитет, дигнитетот и интегритетот, оти гордо се дефинира себе си како единство на различности, таа понекогаш замижува и замолчува пред нивното кршење во интерес на единството и мирот во европската куќа. Да, Крушево е централното место каде што се одржуваат настаните поврзани со 122-та годишнина од Илинденското востание. Свежо цвеќе, освен на мечкин камен, беше положено и на гробот на Никола Карев овде во Македониумот, како и на споменикот на хероите во местноста Слива на мечкин камен, пак пред почетокот на официјалниот дел и говорот на председателката Силјановска Давкова беше пречекана и коњаницата, а по положување на цвеќе се обрати
председателката на државата Гордана Силјановска. Давкова Марија на повеќе за се она што се случуваше денеска овде во Крушево гледаме во вестите во 19. Благодарам Зоран Јаневски за чествувањето на Илинден од Крушево. А од Крушево се селиме на Пелинци и Прохорчински за одбележување на Аснон. Таму беше подпредседателката на собранието Весна Бендерска. Даниел Василев ги пренесува пораките. Јавувам од манастирот Свети Прохор Пчински во соседна Србија. 81 година од првото заседание на антифашистичкото собрание на Народно ослободување на Македонија. Традиционално, одбележувањето на овој голем македонски празник беше во меморијалниот центар Аснон Пелинце. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас на Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас на Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.